Недостигот на работна сила станува сериозна закана за македонскиот бизнис. Тоа што се случуваше во Европа изминативе декади, денеска се пресликува кај нас. Фалат работници во сите сектори. Затоа бизнисот алармира што поскора дигитализација и трансформација, како и примена на вештачка интелигенција. Недостатокот на работна сила во Македонија тек следува. Тоа е бран кој што Европа го имаше изминативе декади, во Македонија доаѓа сега заради тоа што веќе се спуштаме на границата од прилика под 10% на невработеност, иако не сме дојдени до идеалните 4-5%, но како што напоменавме, употребата на нови технологии, имплементација на дигитализација, ние мораме како општо сите компании да се дигитализираме апсолутно сите дејности за да зголемиме и продуктивноста на самите вработени, но и профитабилноста на компаниите. Свесни дека фалат кадри се и од владата. Велат дека има стратегија за да ги задржат младите овде, а веќе од следната година најавија и нов закон за работни односи, со кој треба да се намали работата на црно. Владата веќе спроведува реформи за подобрување на деловното опкружување, за привлекување инвестиции и создавање услови за младите да ја градат својата иднина тука, дома, во нашата земја. Иднината е во економијата, заснована на знаење и технологии. Поддршката за стартап компании, вложувањето во истражување и развој, дигитализацијата на јавните услуги се конкретни чекори што ги преземаме за да создадеме модерно, конкурентно и ефикасно деловно опкружување. Изминатава година кај нас се отвориле 4.500 компании или за 18 месеци скоро 6.000. Дел од нив се со странски капитал, така што во моментов 81 држава имаат свое представништво кај нас. Но секоја трета фирма е од трговијата на големо или мало, кои изминативе години имале највисоки профитни маржи. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.